Добро утро и од мене, го следите Божикното издание. Верувам дека овие денови се многу побавни, тоа значи многу повеќе време за себе, за семејството, за домот. Скопје е прекрасно надвор, ако евентуално некаде треба да одите, да знаете дека нема буквално сообраќај, барем во неутрински часови кога јас доаѓав на кај телевизија Сител, но како и да е, ви посакувам пред се здравје, мир, спокој, љубов. Тоа е она што на сите ни треба секогаш, а се останато мислам дека сме доволно паметни, големи и зрели за да го реализираме. Пред 2 години ја запознав прв пат и денеска се договоривме на ова празнично издание да ни дојде на гости. Станува збор за Ирена Зафирова од работилницата Sweet Things, која што долги години наназад и тоа како го развива уметничкото сладкарство, би рекол, бидејќи низините торти не само што се многу вкусни, туку пред се се ни цели уметнички дела. Што и како ќе се уверите и самите откако ќе го видите, но важно е дека во овие празнични периоди кога некако трапезата е и тоа како доминира во домовите, а и за Божик се многу популарни оние путер колачиња, Ирена ќе ни открие тајната за тоа како да ги направите перфектни, но и како да ги декорирате. А денеска во студиото, за разлика од претходниот пат, нема да декорираме божикни колачиња, но ќе формираме во живо мече да видиме како тоа изгледа скулпторство во сладкарството. Ирена, добро утро и добро ми дојде. Добро утро, благодарам на поканата. Чест ми е и задоволство да бидам повторно гостинка кај вас. Поминале цели 2 години. Искрено, јас мислам дека било минатата година, но брзо помина времето. Да, баш. времето поминува, да. Што се случи ке Ирена во овие 2 години, откако не сме се виделе? Па се надградив малце повеќе, нели, во изработката на тортите, правиме, нели, така поспецифични, поневообичаени, поинтересни за око. Вкусот е тој што го правиме, секогаш внимаваме колку се на изглед убави да бидат и на вкус убави тортите. Работиме баш креации, како што кажа. Да, тоа од оно што го видов, а ќе видат и гледачите, тоа е цело едно скулпторство. Да. Буквално. Да. Секогаш луѓето, знаеш, бараат нешто ново, бараат нешто интересно. Јас се пронајдов во оваа работа. Задоволна сум премногу со тоа што го работам и го работам со премногу љубов. Тоа е многу важно. Да. Тоа е многу важно. Во ова бидејќи пред се треба многу трпение. Многу трпение и многу љубов. Како човек сум многу темпераментна, меѓутоа кога станува збор за оваа работа, јас сум многу смирена. И некако и оваа работа и многу ме смири баш. Може би заради тоа и се одлучи да го работиш ова. Па можда. Пронајде канал како малку да се сталожиш. Да. Нешто кога правиш и кога ќе ја видиш нели целата слика на крај, колку тоа преубаво изгледа, колку се задоволни клиентите од тебе, така да тоа е тоа. Одлично. Денеска во студиото ни донеси една торта, божикња, новогодишна би рекол. Да. Ова се оние нови моменти кога и технологијата и тоа како многу игра добро улога, се вклопува во сладкарството. Навистина прекрасно изгледа, ќе ја видите и вие за кратко. Има ли крај на идеите? Не. Креациите секогаш доаѓаат од обкружувањето, од луѓето, што клиентот бара. Мене ми е најлесно кога ќе ми кажат, пошто имаме нели клиенти со години што се наши клиенти, кога ќе ми кажат јас ти верувам, оставам на тебе. Тогаш креацијата излегува најубаво. Да. А кога го има оне малку притисокот, сакам вака, ама ако може тука. Притисокот е во ред, меѓутоа ако има визија како тоа треба да изгледа. Затоа што не секогаш секој има таа креативност и може да го замисли цело тоа. Затоа што јас, например, за да направам една креација, мене ми е секогаш потребно да имам визија во главата. Јас додека не имам визијата во главата, јас не можам да го изработам делото. Не може да почнеш. Не можам да почнеш. Ако не знаеш што треба да правиш. Ете така, без разлика, нели може милион слики да имаш пред тебе, меѓутоа едноставно додека мене не ми дојде, јас не можам да почнам да го работам. Треба да изгледа како да има некоја спојка. Треба целината, кога ќе ја видиш како целина да изгледа баш убаво. Многу ме интересира дали најчесто излегува обратно пропорционално
очекувањата во смисла кога премногу нешто се форсира и се бара за сето тоа да биде идеално, Тогаш нели? излегува лошо. Тогаш излегува лошо, Да. ако може да бидеме директни. Да, лошо излегува. Најубаво е кога ќе се остави, пошто сепак мојата креативност, нели, ако ми веруваш веќе мене, Так. остави на мојата креативност и секогаш излегуваат работите онакви какви што треба. Јас веќе 8 години се занимавам со ова и фала Богу до сега негативни коментари не сум имала од типот, нели, не сум задоволен или стално се воодушевени, стално се, ама тоа е кога ќе остават на мојата креативност. Така. Така да, тоа е тоа. Ако беше оставите професионалците, нека си ја Јас вршат својата работа. секогаш за било што кога барам услуга од некој друг, јас секогаш ја оставам на неговата професионалност, затоа што сметам, нели, дека тој сепак е поинформиран од мене. Да, тоа се случува, тоа е веројатно до профилот на луѓето, го има во секоја професија, па дури и во нашата имало случаи кога Да. гостите ми кажувале што да ги прашам, на пример. Добра. Ние не сме договорени за Ние не сме разговорот, така да будеме да, спонтано. не сме договорени, празнични изданија, како и сите останати треба да биде опуштено, треба на народот да му направиме на крајот денот да му биде убаво дома Да, кога да бидат среќни, го споделува задоволни. своето Да. време со нас. Ова се дел од само дел од милиони твои сладки креации кои што ги имаш. Ова се торти цели уметнички дела за кои што очигледно е потребно многу време настрана од визијата за да се направи и така натаму. Кога ќе си ги гледаш сите овие, свесна си дека поминале низ твои раце, низ твоја глава? Да. 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 И што се викаш на себе? Дека можам уште подобро. Не сум скромна, стварно можам уште подобро, да. Има ли дела со кои што и ти се изненадуваш? Има, да. Например, последната торта сега, сигурно ја има тука, розева беше голема, со многу елементи, таа торта ми беше така посебна. Секоја си е посебна на свој начин, меѓутоа, кога се прават со ситни детали, значи сум многу среќна и многу задоволна. Така. Да. Бидејќи е Божик, путеркулачињата се нешто што го има речи се на секоја трпеза. Тоа е онаа традиција која што ни светот некако поминува, Да. Дојде и кај нас, многу се вкусни, настрана Да. се останато, но сепак има одредени финеси за тоа како да ги направите и текстурата и изгледот да бидат онака баш како што треба. Еве за оние кои што можеби денеска ќе си прават по дома до прва, бидејќи нели се има повеќе време, која е тајната на овие божикни путер колачиња, како да ги направиме да бидат такви меки, кривки, вкусни? Битна е рецептурата првен, начинот на печење е битен, и нормално ајсингот одгоре кој што се става, или кралска глазура, нали, на македонски ако збориме, мора да биде све усогласено. Печењето на колачето не смее да биде повеќе од 8 минути, затоа што после станува тврдо. Кога ќе го извадиш на тие 8 минути, оно е скроз меко колачето. Меѓутоа, ако ќе стои на собна температура, она станува веќе потврдо. Аха, за да не се збуна, да не личи дека не е допечено. Дека е недопечено. Значи, путер колачето треба да биде бело. Значи, не треба да биде поцрвенето, значи треба да биде бело. И многу е битно за путер колачињата, најубаво е кога се прават барем 2 недели однапред. Колку повеќе стоят, Колку повеќе стојат, повкусни. толку се повкусни, затоа што многу клиенти има, ма јас сакам потазе да биде, значи не е потазето секогаш поубаво, значи ова пошто се дехидрирани колачиња, 2 пати се дехидрираат, многу се повкусни кога се отстојани отколку кога се тазе, затоа што кога се тазе малце се потврди. А кога ќе остојат, сите вкусови се измешани, баш онака доаѓа вкусот како што треба. Добро, еве ова се оние работи кои што Да. од искусните треба да ги учиме. Значи денес ако сакате да правите колачиња, па и не мора. Одморете, денеска е ден за Одморете одмор. денеска, да, може да се направат било Да. кој ден, нели, да сепак овој зимски период Да. е идеален за путер колачиња. А кога станува збор за глазурата или за ајсингот, на многу луѓе не им успева кога се обидуваат онака да ја направат дома, домашната рецептура. Затоа што ја прават со белка. А правата рецептура на Royal Icingот не е белка, него е готова смеса за ајсинг. Да, или меринге паудер на англиски.
Ова му доаѓа како Инстаграм во серијалите. Така, да. Затоа што и моите почетоци беа такви, јас првен почнав од хоби да го работам сето ова, мислам и така почнав со сладкарството, почнав со путерколачињата. Почнав дома со белка, не ми успева, тоа се разлева, па колачето изгледа. И јас кога ги направив првите колачиња, си бев воодушевена, тоа мислам страшно изгледа сега, нели, од овој аспект кога ги гледам. И после посетив обука и таму ни кажа, нели, како тоа све треба правилно да изгледа, правилно да се направи, затоа што има финеси во се, во печењето, во ајсингот, во дебелината на колачето. Колачето, секој колаче мора да биде 0,6 мм. Толку. Што, да. Мислам, тоа е право професионално изработено. Так. Јас претходно кога ги направив колачињата, кога ми изгледаа барем прилично исто, јас бев воодушевена. А уствари не е тоа така, се си има свое зошто и свое затоа се тие обуки, затоа се тие, нели, спремања, почнуваат луѓе да прават, нели, од дома, па не излегува како што треба, па да, бидејќи обично сите се водиме рецепта која што ќе ја најдеме на YouTube, на Instagram и сето тоа таму. Меѓутоа све таму не е убаво спакувано. Све, да, супер, се, меѓутоа сите финеси ги нема. Тие најбитните што се, тоа се многу мали финеси, меѓутоа многу значат. Многу се, да, многу се значат, важни. да. Кога веќе ги спомена почетоците, ти претходно правеше друг тип на креации. Да. Модни. Да, јас бев моден креатор 15 години на крзно и на кожа и тоа е многу специфична работа. Во Македонија, за жал, повеќе не постои. Јас бев најмладиот крзнар во Македонија. 15 години? Да. Тоа е една сериозна бројка. Да. И препознатлива бев и по тоа. И како од таа успешна приказна се префрли на сладкарството? Ова ми беше љубов од секогаш. Значи, од секогаш сум го сакала. Со раѓањето на мојата ќерка, сите роѓендени незини беа, нели, бајка направени. Мајката се трудеше, пошто во тоа време не имаше ни путерколачиња, ни сладки маси. И јас како мајка многу се трудев тоа све да изгледа безпрекорно и сите родендени беа како бајки. И така почна, уствари, путерколачињата и година дена паралелно јас го развивав и овој бизнис и со крзнарството. Завршив со крзнарството и продолжив со овој бизнес. Крзнарството ти стана доволно, доста, го изгустира премногу или како? Па стигнав до еден момент кај што, нели, се достига врвот и предизвик понатака веќе не гледав. Да. Тоа е веројатно до карактерот. Па да. Темпераментот. Темпераментот, со оглед на твоето искуство. Тешко ли е нешто што се гради со годините, 15 години, на крај така да се тргне на страна, да се остави и пак да се почне нешто од ново? За мене не, баш еден пријател мој, пошто некако паралелно почетоците негови и моите беа во ист момент, и он ме праша, вика, како можеше, го растеше како, нели, како бебе, и одеднаш, викам, јас кога решив дека ќе завршам, ја завршив толку. Мислам, не ми беше тажно, не се осеќав, пошто јас едноставно завршив. Мислам, толку беше прекинав и од тогаш имав многу, нели, понуди и барања да пак повторно, не. Мислам, никогаш нема да го работам. Така, нешто за себе евентуално или не не? За себе, не, јас од кога престанав... Значи, до толку стана доволно? Да, јас од кога престанав веќе 8 години игла неам фатено во раце. Така. А кога учеше тој занет? Бидејќи е специфично. Многу специфичен занет, го учев од една повозрасна госпоѓа, Љупка се века, она имаше крзнара и така уствари почна целата приказна. Јас година дена одев на обука, секој ден, од 8 до 4, за, нели, да го научам. Јас го научив комплетно, го работев буквално од нула до готов производ. Браво за ова. Очигледно креативните луѓе секогаш си го наоѓаат патот, без разлика тоа од која форма, материјал ќе биде, ама важно е дека ќе биде креација. Сега, кога станува збор за креациите, овдека се сладки и веројатно посладки се маките, а? Сладки маки. Да, овде има поголем предизвик. Затоа што секогаш е нешто различно. Не правиме исто, правиме секогаш по нарачка и секогаш е нешто различно.
дури и две исти работи, јас не можам да изработам. Апсолутно. Значи иста И торта да два сакаш пати да пробаш, не можам да ја јас. направам. Кога ќе ми кажат ваква иста, втората нема да биде иста. Мора да биде нешто поразлично од тоа. Така, тоа е убавината на Тоа крај е денот во овој убавината на сладкарски занај. да. На секоја креација, мислам. Што и да работиш во животот, ако е креативно, значи секогаш треба да биде нели поразлично и секогаш да се трудиш да биде подобро од претходното. Така е. Со тебе секогаш откриваме некои тајни за тоа како може да се направат одредени финеси кога станува збор за овие сладки задоволства. Денеска нема да украсуваме Божик Њоколаче, меѓутоа денес ми кажа ќе формираме мече. Мече, да. Добро, од фондан ли ќе биде тоа? Од фондан се прави. Добро, фондан е локум? Не. Не. Не, професионално ако се бавиш со сладкарство не се работи, значи се работат со готови производи, секогаш се нели најдобри затоа што и они се професионалци во нивната струка, така да јас препорачувам со готови производи да се работи, затоа што домашно спремените производи не се исти, нели пак ќе кажем Инстаграм и реалноста е различна работа. Работам со готов фондан, има различни типови на фондан или од различни фирми, секој си го наоѓа својот пат. Тоа што му одговара. Да, тоа што му одговара. Боите обично ги има сите бои на фондан. Јас претежно земам бел и оние специфични бои што многу тешко се добиваат, од типот на црвена, црна, кафена, тегет, тоа се многу тешки бои за добивање со бои. Се работи со јадливи бои, гелни бои, мислам најубави, најквалитетни бои се тие. Секогаш внимавам на квалитетот, пошто се работи со храна, да не дојдеме во ситуација која што не би сакале да дојдеме. Да, апсолутно никаква одстапка. Нема, јас барем не одстапувам, секогаш гледам да биде баш квалитетно тоа што се става, за да не дојдеме во ситуација во која што не би сакале да дојдеме. Така си. Овде јас веќе имам спремено боја за мечето и сега ќе ви покажам како се изработува. Мора првен да се омекне фонданот затоа што е малце крут кога почнува да се работи. А и морам да кажам, кога ти спомнав, може да ги извадиме од кесичката, ми вика, не те молам, немој тоа, бидејќи се суши и ќе биде проблем за да се работи. Фонданот не може да стои на собна температура, мора да биде завиткан во кеса и после се формира. Од кога ќе се формира, тогаш се остава да се суши. Фигурите обично се прават однапред, за да изгледаат така како што треба да изгледаат. Истиот ден не се прават фигурите за тортата. Одлично. Денеска ќе имаме една мала импровизирана работилница во студиото на магазин и многу се радувам што имаме ваков момент да видиме како се прави мече кое што нели би било декорација на некоја торта. Периодов може да биде онака. Уствари, мечето може да биде било кога. Било кога. Може да биде пократок рака во лето. Да. Па сега ние не земавме за гардероба да му правиме, пошто мечето на тортата го облековме, така да ова ќе ни биде без гардероба мече. Ќе правиме некое такво? Па слично, ова во седечка позиција, затоа што за таа изработка треба доста време и доста алати кои што нели не е возможно во студио сите алати јас да ги донесам. Без алати нели не може да се работи. Јас нема да ти пречам ако си муабетиме, нели? Не, слободно, немам проблем јас за тоа. Да, за да не биде тишина и тивко. Значи фонданот треба. Фонданот мора да се изработи, мора да се омекне за да ги нема тие набори, за да ги нема тие линии. И сите изработки на сите фигури почнуваат од топче. Аха. Да, тоа е тајна една која што ќе откријам јас. Значи се е топче, од топче понатаму се прават сите фигури. Од топче, да. Затоа што ние ти кажав, нели ти спомнав дека и обуки имаме за торти и за колачи. Има ли интерес? Има. Да. Има, да. Претпоставам дека и многу луѓе чисто за себе, не дека, нели? Јас правев и работилници, тие работилници беа многу интересни, многу забавни, да кажам, за луѓе кои што воопшто не се бават со оваа професија, него повеќе беше дружење. Само некако не можевме да најдеме соодветен простор за тоа да продолжи понатак. Да. Иначе тие работилници се многу убави како дружба се. Секогаш се почнува од долниот дел на фигурата да се изработува. Во случајов сега, пошто мечето го правиме во седечка позиција, ќе биде од неговото тело. Секогаш работиме со дланките и со врвовите на прстите. Аха. Значи, за да не се остава
траги на тоа што пошто мора да биде мазно, мора да биде убаво тоа што ќе се направи. Така. Да го поставуваме мечето. Ова ќе биде долниот дел, фактички. Долниот дел, трупот е ова торзото, трупот, да. И секогаш кога се работи, зборувам за било каква фигура, например кога се прават раце, нозе, секогаш топчињата мора да бидат исти. За да не биде едната рака поголема од другата. Затоа се почнува од топче. И тоа како се прави, се мери ли грамажа? Сега веќе јас во оваа фаза не мерам, меѓутоа на обука кога сме на почетокот, значи секогаш се мери. За да има биде малецки исто. вагички, што се баш прецизни вагички. Мене сега не ми треба, пошто доволно ми е окото. Што ти прави искуството, нели? Па добре, буквално. да. Значи веќе имаме две идентични топчиња, сега ги формираме нозете на мечето. Ќе биде ова интересно. Божик на меча. Божик на мече, да. Гледам тоа нешто во тегличката со тоа ќе Тоа биде е лепак. Лепак. Тоа е лепак, да. Пошто без тоа не можеме да функционира. Така, вака како те гледам, ми личи како на оние детски игри со пластелинот. Нели, кога земаш од стапче пластелин, па треба тоа да се омекне, да се направи. Ова е тоа уствари. Да. Работа со пластелин. Само за возрастни. За возрастни, да. И колку си креативен и колку си. А лепакот се суши одма? Па не. Или не баш? Ова не. Ова може и отворено да стои и не е никаков проблем. Ова значи дека за една торта да се направи со фигури треба однапред да се прават елементите, Да, нели, па тоа да стои, да се суши. Сите елементи однапред се прават, па тек после. Воопшто не е едноставно да се направи една торта. Тоа гледам. Кога се со многу детали. Не, сега, например, вака кога гледате за мечето, може и, нели, изгледа лесно, меѓутоа кога ќе пробате да правите, не е баш така едноставно. Да. И не е баш така лесно. Види, се изгледа така лесно кога од страна го гледаме, меѓутоа кога сме од спротива. Јас морам да кажам, кога почнав да работам со колачиња, да беше многу интересно, затоа што почнав да правам и катастрофа, мислам, тоа на ништо не личи. Почнав за себе, нели? Почнав за себе, да. И јас мислев дека уствари јас немам доволно опрема за да ги направам онакви какви што треба да бидат. И јас купив све можно што видов на пазарот, за да бидат колачите професионални. Ама ништо од тоа не ми успеа, додека не посетив обука. Додека, нели, не ги научив тајните како треба за совршено да се работи. Мајстор не се станува самоук, нели? Да. Да бидеме реални. Има некои работи кои што може и сам ќе ги направиш, меѓутоа грото од работите, значи мора да се научат. Ова е за нечиство, ова е, нели? Да. Ова е нешто што не е ќе седнам и ќе правам, туку буквално треба, нели, од искусните да впиваш, да гледаш. Да. И сепак треба да имаш талент. Јас мислев дека секој може да го прави, сега сум уверена дека не. Дека не е така. Дека не е така, дека тоа откако почна ти да ги правиш, веројатно се увери во процесот дека е малце поразлично. Да. Да, и кога гледаш, нели, другите како ги работат, дека не е баш така едноставно, дека да, коштаат тортите, не викам дека не коштаат, меѓутоа кога ќе ги ставиш сите материјали, времето. А времето да не правим, ама времето никогаш не можам да си го наплатам колку што кошта. Мислам, можда, нели, во некои други развиени земји можда би било поинаку, овде не. Ти размислувала вака некогаш со ова што го правиш? Да одам на страна? Не. Јас ја сакам Македонија, мене ми е убаво дека сам свој на свое се инспирацијата си имаш од тука. Инспирацијата си ја имам, така да. Не. А која е досега најспецифичната нарачка која што си ја добила, која што можеби си размислувала дали да се прифати или не, дали да се прави или не? Не сум имала таква нарачка, да размислам дали да ја прифатам или не. Одма, викаш, може. Мене не ми е предизвик обична торта. Тоа воопшто не ми е предизвик. Мене ми е предизвик нешто невообичаено, нешто специфично, нешто што не можат сите да го направат.
Само да проверам, овие пластични направи се за алати за алати. изработка на фондан, без тие не може да се работи. Тие се исто професионални, професионални. или каде што треба дупче за око, за било што? Да. Сега правиме главата на мечето. Добро. Те прекинав јас Не, нешто. нема га леч, не е проблем. Ти кажав јас дека изработуваме цветови. Спомнавме нели во муаветот, кои што се многу реалистични. Предпоставувам дека на некои од тортите Да, ги може да видовме, се јас мислев дека се вистински цветови, само декоративно ставени. Не, тие ги изработуваме рачно и по тоа исто сме многу препознатливи, затоа што тоа е баш макотрпна работа и долго се работи, меѓутоа се многу реалистични, многу убави. Многу автентично. Лично ти се јадливи, нели? Све се јадливо, да. Тие се јадливи. Све е јадливо. Каде, од кого научи тоа? Од многу. Од многу светски имиња. Аха. Да. Тоа онлайн го спроведуваше или? Некои беа и онлайн, некои бев и лично, со лично присуство. Каде, во кои земји си била на такви обуки? Значи во Русија, во Србија, Дубај. Доволно. Доволно, па не, може има и други, сега Да. во моментов може да и не ми текнува. Да. Чинат ли сите тие обуки? Многу. Колку е потребно вложување во Многу, ова за многу. лично надоградување? Многу имаше, многу. Реално многу. Имаше баш некој рил на Инстаграм, демек дали имаш 500 евра во моментот жена што работи со торти и отвара шкафот и вика јас имам многу повеќе од 500 евра, да. Тоа се стварно мислам многу вложување има, зборувам, ако сакаш професионално да работиш, ако сакаш да изгледа тоа се така како што изгледа, а иначе има нели што си работат нормално и Јасно. Да. Треба да има за избор за секого, За секого, нели? да. Апсолутно. Јас пошто секогаш се стремам да биде тоа нели подобро, да пратиме светски трендови, да изгледа онака како што треба. Така да кошта, се тоа многу кошта. Мислам самите обуки коштаат премногу. Нели и смештај и одењето таму и се. Се споделува ли доволно информации на тие обуки? Да. Нели нема онака зацкриени моменти за да мора повторно на да тие одиш? професионални си има нели степени до каде што Јасно, како. јасно. На тие професионални кои што се, значи нема тука пардон, значи тоа е тоа. Си одиш, си ја плаќаш, значи тие обуки коштаат многу. Мислам тоа не е ме праша нели дали имам факултет завршено, јас немам факултет завршено, меѓутоа имам 10 факултети завршено, нели со обуките што ги имам. Со обуките, да. буквално. Кој те воодушевил од тие мајстори од кои што си учила до сега? Верувам сите, меѓутоа кој некако најмногу те инспирирал? Елена Гнут, она е русинка, значи неверојатни креации. Тоа е нереално што прави. Ана Сташкина, она исто русинка, меѓутоа во Америка живее. Кај незе имам обука за тие вафер цветови што ги имам правено. Кабилова кейк и она е една од подобните. Извонредни. Да. Тоа Русинките се некако на врвот. на врвот. На врвот. Во многу работи се. Некако јас, нели, по мое, она мене што ме воодушевува, русинките се некако на врвот. Ја раскажуваат ли нивната успешна приказна? Па да, секогаш Има ли и секогаш... споделување на такви моменти? Да. И секогаш е многу интересно. Знаеш, сите се со некоја приказна, од каде почнале, како стигнале, многу се отворени. Отворени, да. Кај нас Што е малку многу битно. Многу битно. За разлика од кај нас малце, тоа нели мора да биде тајно, дека нема да... Во завиена форма. Па да. Кај мене не. Мислам, јас секогаш споделувам, знаат и моите ученици што доаѓаат, мислам, знаат колку јас све споделувам со нив. Мислам, не само за работата, јас споделувам и за понатака, и за во бизнисот како, што понатака, па никогаш кога ќе заглават, пошто нели, тоа се стварно све специфични работи. Па јас секогаш сум и тука за поддршка. Поздрав до Сузе од Виница, она ми е една од така подобрите ученички, да кажам. Аха. Она многу ми е и посветена и баш онака. Значи има луѓе кои што навистина сакаат да го учат овој занат. Да. Ја гледам идна јас. Аха. Пошто она е баш
многу посветена на тоа, многу посветува внимание. Предпоставам дека за да го работиш ова е многу важно да го сакаш тоа, нели? Да сакаш да креираш. Секоја работа. Значи ова парите одат на страна или на плаќање. Секоја работа, јас и моите деца исто ги учам. Значи, секоја работа што ја работиш, ако ја работиш со љубов, ќе бидеш успешен. Значи, никогаш во животот не сум работела работа само ради плата. Никогаш. Затоа Значи, веројатно јас и исклучиво работам од љубов. затоа и те прави успешна во што и да се нафатиш. Еве и во модниот свет претходно, еве и сега. Да, јас секогаш работата ја работам со љубов. Интересно. Колку време треба само за едно мече? Колку време треба една торта да се направи од овие што ги гледавме вамо? Тоа се многу. Значи збориме 2 до 3 дена. Можда и некои повеќе. Само една торта. Само една торта. И како стигате во онаа гужва или веќе пракса и сте добро координирани? Обично тоа се однапред, нели, нарачки. Па со време, нели, почнуваме да се спремаме, да правиме детали, ситници, да, за до моментот кога ќе дојде само да се склопи тортата. Се случило ли ја правите тортата, сето тоа изгледа прекрасно, ви паѓа? Фала Богу, не. Јас се плашам од тој момент. Не, сега ќе ви кажам. Првата моја торта што ја направив огромна, што беше клиентка, веќе жената ми 8 години кај мене, имаше нарачка торта на 5 спрата, за кој што јас поима немав како ќе ги направам. Ама викаш може. Нема предизвик, мене, да, може, ќе ја правиме, не е проблем. И ја направивме. И јас ја размислив дека целосна не можам да ја однесам, затоа што тоа се торти високи по 1,30 м. И викам, мора да се носи на делови. И успеавме, ја однесовме и беше успешна тортата. Не беше идеална, да се разбереме, затоа што нема познавање во тој дел, меѓутоа беше успешна. И до сега не ми се случило, пошто ние носиме низ цела Македонија торти, не ми се случило нити да падне, нити да се... Ама и тоа е исто, и за тоа имам обука. Како да се транспортираат тортите. И за тоа има обука. Има обука, како да се транспортираат тортите, како да биде стабилна тортата, затоа што имавме ние торта на 13 јули, невестинска торта, која што стоеше на маса 8 сати и тортата не падна. Тоа е нека огромно, предпоставам. Да, големи торти, невестинските торти се големи торти и тортата не падна, да. Тоа е таа умешност која што... Да. А и искуството, нели? И искуството и знаењето. Одлично. Мислам дека сме при крај. Мечето го направивме. Мечето е готово. Да, сега не е нели идеално, затоа што само да го свртиш малце на таа камера таму на петка, јас за да не станувам. Доволна е вака? Чекај да го видам сега. Одлично е. Одлично е. Не е идеално во условите кои што ги имаме сега во моментот. Види, во моите очи е идеално. Да. Ти сигурно си ги гледаш забелешките, меѓутоа... Знам ја. Ти одолко веќе ги фаќаш тие. Да, не. Ова е нормално мече направено, меѓутоа за да изгледа нели уште поубаво, мечето треба да го направиме чупаво како што е тоа таму. Па нели да му ставиме некоја машничка, па шалче, финеси, да бидат финеси. Меѓутоа сега нели толку имаме време овдека за изработка. Така си. Морам некаде при крај да те прашам, на толку многу работа во твојата работилница, кога ќе дојдеш дома ти се прави нешто благо, сладко? Леле, јас све правам. Или немаш мака? Немам мака, јас сум многу креативен тип. Например, кај мене секој празник изгледа празнично. Значи, кај мене све е декорирано дома, све е под конец, све е направено, затоа што едноставно јас ова стварно многу го сакам и многу со љубов го работам. Спреми ли за денеска за Божик? Спремно. Да. И вчера за Бадник, и за Нова година, пошто бевме во домашна атмосфера и таму беше безпрекорно све. Така да. Тоа е тоа. Секогаш сум за тоа. Може не секогаш посветувам толку внимание на благо, затоа што ја, например, сакам многу и солено да готвам. Едноставно ми лежи тоа. Го сакам. Те исполнува. Ме исполнува, Тоа е најважно, што рече љубовта е дефинитивно. Љубовта, да. Се што работам јас со љубов. Јас ако не ми се прави, јас нема да правам. Например, и тортава која јас не сакам да ја направам, јас нема да ја направам торта. Така. Ирена, што си посакуваш за оваа година? Да бидеме сите здрави и живи, сите на број. Повеќе од тоа не. Апсолутно.
Да. И нека предизвик торта. И некоја предизвик торта. Да, јас од време на време на мојот Инстаграм профил објавувам од светски нива што ме воодушевуваат торти и само ќе објавам на стори кој ќе биде овој предизвик. И има такви што го прифаќаат предизвикот, од типот на пример имаше една многу интересна торта невестинска со плави цветови, што за нас е невообичаено, тоа треба бело да биде и тоа. Беше со плави, тоа плави тегет, многу интересна како торта. И имаше една невеста, ја побара, ја направив и бев многу горда на таа торта, пошто стварно беше многу убав предизвик. Да, убаво е кога креативноста ги отвара границите и погледите, нели? А се иде толку многу брзо. Мислам дека социјалните мрежи дефинитивно си го прават своето. Новите генерации исто така сакаат поразлично, така што веројатно сите вие креативци имате многу поотворени раце. Има, да. Многу ти благодарам за денешно гостување. Фала ти на поканата, задоволство. Беше баш сладко интервју. И мене ми беше задоволство што бев гостин кај тебе. Така, си ја продолжи со твоите креации. Ти благодарам што денеска и ова прекрасна торта ни ја донесе во студиото со добар транспорт, нели како што кажа? Да, за да не падне во пат. Обучен транспорт, да се гледаме за убави работи и што повеќе поводи за вакви изненадувања. Ти благодарам многу на поканата и само за убаво да се гледам. Ете така, за крај, уште еднаш ќе ви го честитам Божик. Бидете живи, здрави, весели, мир и спокој во домот и сите на број. А за крај ќе одиме со една преубава песна на Каролина Гочева, која што секогаш се врзува за Бадник и Божик. Звона, звона. Имајте убав ден и се гледаме утре. Чао.